Нова епизода Врчиме со Дуле, ме немаше 3 викенди, ако не и 4, а то беше причина заради нашата представа што ја игравме со Елена и со Кумбата, Европа или смрт. Се спремавме, многу беше напнато во смисла со време, немавме сите толку време и мораше малце да се посветиме на тоа, затоа немаше емисии, ама затоа па после 3 или 4 викенди, не знам колку, немање емисија, денес имаме еден специјален гостин, што се бараме една година да се најдиме, да дојди, а тоа е Огнен битбокс. Кај си бе, Огнен бе, Дуле бе, матерно најмило. Од кога се бориме, еј? Скроз држ, не дај наваму натаму. Ке Па, брат, дојдам не Скопје, идам. Сите Скопје сте да му се Знам. не види шо е ова, сите убај Сите деца по- Скопје сте Сите или поможности за живото, за работа и за Ти такви покевраш си работи. Скопје, ама? Да. Скопје од 2010 тојдов до Значи ти од студија 2017. Активно бев 7 години, 8. После дојдов едно време од 2018 до 2020 до короната бев Битола. И после 2020 на октомври негде пак заминав Скопје за нови предизвици. предизвици и вистина имаш ти предизвици. Денес ќе разговараме Да. за битбокс. Па, Огнен е специјалист во нештото и е на многу интересна ствар што сакам да имена да ми се расчистат, брат, некои работи не сум онака начисто шо категорија е тоа. Ке ми кажеш Да. во текот на емисијата, ама пред да почнеме, вчера се случи премиерата на Како плачат улиците, точно. документарниот филм за хип-хопот во Битола. Да. Ако сакаш, наброј ги дечките што беа, јас ги знам горе-долу, ама не сите што... Да. Не сите зборам цел список, туку онака групата што го направи филмот. Групата што го направи беа најсериозните, најстегнатите од целата наша раперска фела, хип-хоп фела од Битолата. Пошто, ете, раперите од Битола си знаеме колку ни е силата, ќе почнеме некоја идеја, еј брат, ја правиме ау, и после некое време ќе олади сето тоа. Никогаш биле многу идеи, ама никој не се оствариле од цело време. Еј, ќе оставиме за потаму, ај, ќе биди, не знам Види, што. многу луѓе, Да. многу сите се со својот филм, со својот живот и малце тешко да ги собериш. Тешко, скроз тешко, разбирам, вистина. ама едно што сакам да кажам е дека јас Да. бев воодушевен Да. од филмот. Многу. Значи, од цел како производ, Да. муабетот што се збораше внатре за времето поминато во тие 90-ти години. Да. Вие како врвевте, јас на пример не бев дел од нештото во рапованње, во пишење, Да, во да, такви да, да. работи, ама бев како публика. Скроз. И јас бев рапер едно време. Да. И вчера стварно целта се постигна со филмот, се побудија сите оние спомени што ги Скроз. имавме, дружење. Многу Ко бевме друштва по 30 души. по 30 души, Да. баш и тоа, дете, ќе издвојам, иако се уште не е официјално и на YouTube филмот, не знам кога ќе видам, ама треба да има уште 2-3 емитувања Проекции, тука, да. треба да има и во Скопје, знам дека, од кој се заврши официјалниот приказ, после ќе биде Така, објавен на така. YouTube, ама ете, ќе издвојаме еден дел кај што се спомнува дека вистина тие групаци почнаете како мислам најпрво биле друштва, групации, огромен број на луѓе што само предницата, да речам, видливиот дел, фасадата што ја гледат луѓето биле артистите. Така. Иначе тоа бил склоп еден огромна дружина од луѓе што се почитувачи на рапот, што така си се дружеле со некој. Да. Може и да не ја слушате музика, ама ево екипата, знаеш. Точно. И такви ги имаше неколку такви. Имаше па ете на Да. Фонтана. Јас пораснав на Фонтана, Да. живеев до Фонтаната. Да, да. Сега живеам до Фонтаната. Скроз. Шо е муабетот, имаше, како што кажавте во филмот, рапери, металци, па Да. никој не спомна и кремци имаше. Имаше, да ви кажам. имаше, Кремци, имаше. не знам денешните млади колку разбират што се кремци. Кремци беа кошуљаши што излегваа во фенси кафичи, фенси ресторани, не беа во бројка Да. многу, Да. ама се беше на Фонтана. Дворо на музеот немаше ограда, Скроз. нели? И дружба имаше многу. Јас таму еднаш и јадов ќотек на Фонтана, ме натепаја. Од тие еден го нашамарив, па ми се фрлија 30 души. Среќа еден со камен толкав ми замавна. Бобо. И тука ми помина камен. Ако ме манеше денес, немаше емисија муце да правим. Помина камено, промаја само, малце ти Промаја. го фати вратот, промајата, што шибна онака. Сериозно беше. Да. Али нема врска. Шо ми е муабетот? Муабетот ми е што вчера имаше и доста Да. луѓе на филмот, Многу. што многу ме бендиса. И сакам на гледачите да му сугерирам дека наредна проекција која ќе имате, стварно, поготово и моја генерација, околу моја генерација,
да одат сите да го гледат, стварно ќе ви побуди едни добри спомени од Ептен. сите. Јас си дури мислам дека ќе имаш и многу поќе луѓе ако беше на првичната дата. Ама се десија Виша некои сила е работи тоа. кај што од таа дата до вчерашната малку може и некои луѓе си рекоа ајде ќе видам што како малку Е така. се спласнаа работите, ама Ама имавте супер реално посетеност. и покрај сето тоа што се да речем што се спласнаа работите, салата беше полна. Тоа ме бендиса Беше најмногу. полна, а ова што звони телефонот, мислев дека го исклучив, ќе го искажам. Тоа е што звони телефонот е најава, јас од пре не кажав дека јас ви дојдов гостин Да. и како гостин да не идам со празнираце, Ајде да видиме. донесов поклон. Што поклони донесе? И сега поклоној во мој стил неќам да биде пример нешто што е стандардно, што се Плишано поклонува мече. секде, чоколадо или нека реквизита, не, ова во мој стил е. Веќе овде ќе се паниче. Што бе вели? не, паинче. ова е долниот дел од поклон, ова е Долниот? само основата. Што збораш бе? Еве ги, нож вилушки, нож вилушки, а главниот поклон е чекај, сад ќе извајме. Салата од Икеа. Да, ова Од верувам дека до сега никој ваков поклон ви нема даено. Не, брат, ми нема Да. даено. Јас Салата изборен сум од за Икеа. пиперче, кромиче, домаче од Икеа. Ако успееме овде, може и на сред емисија да си делкам и да си јадиш, да со Леле, полни мајко. залаци овде. Ништо да слезам јас и сиренце да ја нарендаме. Да, кој ќе се прави кратка пауза, која следат рекламите, тука ќе му влезиме шак и наредниот кадар една шопска Значи, си ќе има. правиме Само денес една единствено кратка да од пауза. ваша страна сирењето само, ако сакате со сирење. Поскали не можам денес Да. да одам. Добро, Ако ќе сакаш биде ти без оди. сирење, посна Да. ќе биде. Посна ќе биде. Да. Одлично. Море колку си летна ти, браво. Па од Икеа, тоа ме бенди. Да, сами да си ја Благодарам. склопиме. Да, од сега ќе видам материјала. домат крастајца пиперка на тебе ќе ме Да. подсеќа. Баш си е сезонска салата. Сезонска. Дај. Уште кратко ќе позбораме за филмот, видов таму ликои што ги познавам, видов ликои што не ги познавам од извиđење или било како и Бибич. Бибич, Таму, да, што да, и со да. Бибич се молиме, се колиме за да дојди да правиме емисија. Така да склопивте еден многу убав производ кој што Ептен. Битола мислам дека одамна на ова ниво нешто. Тоа е Според благодарност мене до немало. што ги спомнав, мислам, ги најавив ликовите, ама ете, кој што ми е мене даено во глата моја, почувам нешто и заминувам, Тако, брат, заобиколвам и јас мало. така. Таков сум во зборањето. И јас така. Ете, сега конкретно да ги поздравиме Сите. тие што се нај да речам најважни за ова што успеа, а тоа се Најинволвирани. да, Да. тоа се Генго брате, Кичо од стиховно и Дексо од поетика. Тоа е тоа, нема тука. Пака што ќе појде. кажам Поздрав директ голем. по надимаци да речам, пошто ако земам во моментот презимиња да не ми текнуват и Абе, ја нема, се тоа избрукам. знае, ние збораме по прекари кажам Вкрај, тука. вкрај. Да. Огненче, битбоксинг те пратам. Ние сега брзо се запознавме, да не речем Да. официјално пред една Официјалното, година, може. иначе се имавме среќавано по паркови ваму таму. Да, ама никогаш не сме се зазборале, не е ни Да. битно. Битно е што многу убав печаток добив за тебе, затоа што си позитивна личност. Другарски се постави првиот пат кога идовме на Bras Brothers јубилеот. Кога си поминавме Тогаш- најпреубо на Тогаш светот. вистина ете до публиката со Дуле наоѓање преку Мими, Да. Мими и Дуле беа во колата да ме земат од игњот кај што седам. Влегуваме в кола, тантара пантар одма со Дуле муавето, ко 300 вчера години. да сме биле излезени, сега го продолжуваме муавето. Да. И кога да си имаме дружено ки неколку време наназад и си продолжи така и си продолжи и комуникацијата на тој начин, Точно. што многу ме бендисва. Што е муавето? Муавето е што ми е криво што дечки како тебе, кои што од една страна што сте позитивни и што работите и што произведувате нешто добро. Јас ти гледам дека често настапуваш во Скопје, Да. настапуваш и со камерниот оркестар, значи си во тие води веќе некое време, ама не те гледаме во Битола и затоа има многу такви дечки од Битола што не творат овде кај Да. нас. Да. Имаш и затоа не сме ни толку запознати со она што го праишете конкретно ти Баш, што си денес тука. Баш. Па и видов некои сечоци во филмот, многу ме интересира
го видов делот кај што тебе те привлече битбоксот. Да. Можеш сега да ни го кажеш тој момент. Јас го Моментот, знам, го вака е. видов вчера, го Првично слушнав. ете за во хип-хопот мене ми целото движење, цел тој шмек ми беше од што гледав од по спотој, нешто и брат ми имаше носено касети дома, постар брат, имам 7 години постар, што јас тогаш мал, прво второ деление, тој ми носеше касети што мојата генерација тогаш нема слушано, мислам, мојата генерација почна рапој да слушат со 50 Cent со Eminem, брат ми носеше од малко бев, од второ, трето деление, од Tupac, од Snoop Dogg, од DMX, од Exhibit, од кој не. Exhibit, баш се пред Да. време си го пуштив после 100 А години. и знам дека и концерт ќе има сега за брзо. Мрда уште? Мислам дека да, во Белград дека ќе има. Браво. Мислам да не ме фаќате Мислев за сад кажа збор. човекот. И јас некако бев воведен во хип-хопот, ети, благодарение на брат ми и што гледав и спотој. Мислам што беа имитувани Ние на TV на чекавме, тогашните телевизии. пример, Да, и многу солидна тогашна телевизија што веќе не знам кај нас ја нема, може да постои уште Вива. Нема ги Да, прекина ја. Прекина е Вива. уште. Вива многу квалитетен материјал имаше и некои спотои што тогаш ги гледав и на Вива и со графити, со брейкденс, сите тие елементи вклучени во рап спотоите. Мене некако многу мерак ми се направи за брейкденсот. И сега јас почнав од од четврто, петто со брейкденсот да се интересирам како што кај нас немаше официјални такви некои, да речам, друштва или школи за хип-хоп, за брейкденс играње и единствено што можевме да го видиме беше автентично изворот кај што е кај баирските великани. Великани, точно. Да. И пошто јас имав баба горе на Бајро, Баден Балари, Баден Балари. и редовно одевме тоаш со еден другар Миле, го немам време ја видено, ама двајцата бевме кефли за брейкденсо. И тој баба ми на 9-та, неговата на 8. На 8 Да. беше поголемата, таа долгата. Паралелни се. Паралелни се. Паралелни се. 8, 9-та, надолу вака 6-та, како што е тука Виктор е, тука, абе сите, знаеш онака, и Пират чето. сите се некако се знаеме од тоа време, од што ете, ние покрај бабите, тие што си живеат таму, плюс и така, се дружевме. И со Миле одевме да ги гледаме, тогаш најактивни беа секој ден Таркан, Ален, Јакуп и Сонер. И тие играат, тейпих си имаа со касетофон и таму пробаа да се вртеа. Тоа да не беше Флајата, кај Меди, не да знам. не беше на Тоа беше Карши Меди кај Карши Резерваро. Резерваро. Кај Резерваро. И се дешаваше играат на касетофон музика, пушта и нас тоа преако ни беше. Да. Дома оди пробвај на една рака, застана и падни и скрши се глата тапан. И Немаше туторијали на немаше, YouTube да гледаш немаше. тогаш, Тоа е многу, само во многу, живо. мислам, научивме докај што научивме, од тие што можевме и гледаме, немаше да можеш дополнително да откриеш како можеш да го направиш нешто. Не, само гледаш и сега ти мачи се дома, Вежбај знаеш? дома, да. Да. И имаше момент, носе касетофон, носе и се деси ден да не носи касетофон, нема е музика и го слушам Таркан. И јас тогаш 600, 500, 600. Абе, јако ова како го преш? И тој, не можеш секој вака, уникација е. Комуникација. Го памтиш Ла, зборот. да, уникација. Уникација и знам дека еден од првите звуци што научив беше многу време му посветив бас тапан. Со се бас толку се Абе се скапа флигање првите пати. Дур да го научам, прска. образите ме болат, устата не можам да наместам, ајде бас тапан првич. После ајде успат и хајхет. Па за Сите тоа ќе тие, ми кажеш да, малце покасно потаму, да. за тие Ама работи. мислам основата Таму ја таму ја дознав. И по полека вежбав и натаму веќе запознав друг човек кој што дознав дека и тој го правил нештото. Стефан The Sound Мачкинио. Голем поздрав до него. Поздрав. Тој дознав дека тоа време дека и тој го прави нештото и мојавето беше ајде да вежбаме заедно, да правиме, ако имаш касети, цедиња, нешто да имаш снимено од некој што го прави перфектно, да учиме од таму. И Точно. така испадна, да речам,
И си Веќе тогаш од натаму. кофати да речам си вежбаше до Си вежбав мераклиски со жар, не знам дока е негде трета, четврта средно. После тоа си некако ми дојда идеи да не одам толку многу во технички вештини, така. туку да го спроведвам во други елементи битбоксот. И затоа може не стигнав до некој левел како солиден битбоксер за такмичење на европски што ги има такмичења од Red Bull спонзорирани, овие што се во Германија и во Шведска. Ама ти го комбинираш битбоксот. Да, мене ми е комбинација што натаму така си го одредив. Веќе не бев официјален натаму битбоксер, туку како забавувач, ентертејнер што користи и други елементи од хип-хопот, со диџеинг го комбинирам, го имав комбинирано и со пантомима, со употреба на битбоксерски звуци, на општо звуци произведени од човечка уста во куклена представа. Браво. Исто така. Иновативно. Да, употреба како за делна перкусија во бенд, тоа време од 2009 до 2011-12 бевме официјално The Streets со Виктор Апостоловски, Роберто Стевич и Владко Симоновски. Поздрав до сите тие. Владко беше во Владче што беше сега во 716 бендој. Поздрав. Поздрав, ние запирка другарите Funk Tap, поранешно Spank, па не знам, и знам дека и други метал, панк бендови. Владче Значи се во пронаоѓа секак, сегде, да, Владче е универзален гитарист, перфекционист кој што сегде може да го сретните и сегде го прави нешто. Па брат, се ова што го кажуваш, досега ти вака правевме бендој, правевме овона. Да. Времето беше такво кај што не можеше човек да биде видлив толку. Да. Нели? Да. Немавме социјални мрежи, немавме YouTube, немавме од кога почна 2009-та, 2010-та. YouTube официјално Не, 2006-та беше. Првото видео мислам тоа беше, ама веќе натам дур да стигни цела таа дата база да има со битбокс, со други некои изведби, веќе пак покасно беше, она 2009-та, 2010-та. А денес што мислиш, усвај што мислиш бе за утрински секс? Сега женец си бе? Женец. Со среќа да биде за век. Фала и многу ми е велелепно во животот, велелепно, извонредно. Да, на интернет имаше многу убаво love story. Да, поздрав до господја Димовска, ќе ја поздравиме. Господја Димовска, ако не ја поздравеше, бате. Ништо, ќе спиев на черџе. На черџе. Кај мама ќе си кај мама. Како што кажавме, тука си дојден за премиерата. Да. Ме интересира битбокс, сами го кажа дека ти не ојде до тој левел да се напреваруваш, него завлезе во други води. Да. И што е доста интересно, кај што мислам според мене, моје мислење е дека поќе би се пробил отколку да си класичен битбоксер во Македонија. Така, реално. Дали вистина, дали е таква моментално ситуацијата? Заклучокот ти е многу точен. За битбоксерите. Јас искрено скроламе сите на интернет. Јас немам добиено рил со битбокс од Македонија. Дали било тоа некој надпревар, дали бил некој настав, дали некој дома си правил битбокс. Немам скрол на тоа. Ние кога бевме активни тоа што беше многу актуелно време на битбоксот, сега веќе малци поспласнато и општо на светско ниво ги има ептен силни машини, да ги наречам, од Азија, азијатите се пар екселанс во битбокс. Кога и да сретните? Рило и било кореец го има. Не знам, ко 7 усти да ги има во моментот. Да, не знам. Од секоја од тие 7 усти по 3 звуци, така звучи еден просечен азијат битбоксер. Сега до тој степен е стигнато, ама не е толку хит како што беше тогаш во тоа време. Не знам зошто. Ние тогаш кога го открив заедно успат со Стефан Мачкиниот. Малце подоцна, кога бев трета, четврта средно ги дознав Боби битбокс од Скопје, Момир од Кавадарци, Кртот од Скопје, исто Ненад, поздрав до сите тие што испомнав. Тие беа тогаш присутни
пред раперската публика, да речем. Така. Сите што следевме хип-хопот, ни беа познати тие, да речем, и единствено тогаш да се изразам дека ривалство имаше некое, па ајде да имаме некоја основа за да напредваме до Точно, негде. па И без веќе тоа кој ништо ќе не. нема ривалство, а снема ривалство ради што општо се Власт на прекина нешто. страната, да. Не дека останаа слаби во нештото или дека А не ги дали- бива, Дали немање на интерес на локали, на места, на такви многу работи, дали влијае, тоа многу, придонесе? многу влијаеше тоа што некако него смета како елемент да можеш да го користиш за да правиш целосно журки и се тоа, пошто ете, еден просечен капацитет на еден човек за битбокс да може да издржи, доволно е, пример, нормално е од прилика полсат. Полсат. Иако јас, ете, одев до некој повисоки граници ради со бендот, да можеме една бендовска свирка да истераме, а една просечна бендовска е сат и пол до 2. До 2. И сега јас треба овде да образите не можам да си Да. осеќам, а редовно тоа се случуваше. Да. После секоја свирка јас мене устата и цел овај склоп ми беше отрпнат. Да, па тоа е тоа што нешто Да. од страна ние може мислиме дека е лесно или не лесно. Никој не мисли дека е лесно, туку ние не ја гледаме Да. тежината вие што ја имате. Туку одиме Па на и- журка и сакам тој мене овде еден сат да ми би Да, боксова. па и мислам овие што се ете земено како номинални што ги имаат определено траење на доволно време за битбокс се на шампионатите. Му дават по 3 рунди од по минута до минута и пол. Да, и ти толку. во таа минута и пол Тука имаш ти свежината, од и после веќе ќе се умориш. Значи, ја имаш свежината, спремен си, можеш да ги изведиш сите тие звуци, цел тој перформанс без да имаш проблем. Се што е поќе од тоа, веќе почнеш да се уморваш, да ти се суши устата по нечисти звуци да ги правиш и така натаму. чека некој од страна со шиша, Да, ти со прска шишето, вода, вака. да си имаш треба. Да. Види, ти убо се укамуфлира, ајде да кажам, во нештото, со тоа што, како што кажавме на почеток, се вклопи во други облици. Со твојот Да, битбокс. мене Ама ми ти беше- рапуваш, не, значи и Да. Јас првично, па некако паралелно ми се случија дел од тие елементи од хип-хопот. Основно на Сколија во Климент тогаш 6-7 се запознав со дечките рап што слушаја. Со Нино, со Бито, со Пирато, со Мачо, со Мартин. Од таму има, иначе и по другите сколи имаш и други. Ете, после тоа во Парко ги запознав Генго Чучо од прилика генерацијски тука. Со стиховно сите. Со стиховно знам дека со тројца од екипата сме веќе иста генерација скроз. Знам дека Шишкино една помал, Дексо една поголем. Тука сме, знаеш, сте горедол. сите, да, Сад да, тие од осмици. од Сколија, од кај мене, кој запознав дека Того прат 607 оделение, тука веќе почнав, јас си имав мерак и за пишење, за пишана поезија и веќе ја преточив во раперски текстови. И единствено кај што можевме да го изразиме тоа беше на приредбите на Сколија 7-8. Тогаш ми беше даена како шанса. Точно. Тој период паралелно и битбоксот го терав, да речем. Тука паралелно и крајните моменти беа и со брейкденсот. Тогаш и со Веселин, Бог да опрости, бевме вклучени и со брейкденсот. Тоаш веќе, ама не стигнав до некој левел, да речем, пошто се насочив целосно во Така. битбоксот. И со, и паралелно и лиричко творештво до некој мој 18 години, така нешто. Кој што не бев во континуитет да пишам тексти Така, постојано. како Имав и ти снимено, идеш, така си имав и пишеш. снимено и неколку песни заедно со Никтофобија, со Урбаниум, кој што знам дека се и то на прсти се бројат. Не се нешто многу, ама ми остана тој жар за лиричко творештво до ден. Потпишнуваш нешто. Знај да ми текни, најчесто тоа, пример, си го преточив во не да речем официјална поезија, туку веќе нешто и во прозно изразување преку опис, description на сториња и на објави на Facebook, на Instagram. Сторињата ти се многу интересни. Така. Знаеш Знаеш како како не да сум си ги конкретно во една гранка, туку ги гледам сите
околни гранки кои што Супер. можат да го Супер, супер. донесат тоа нешто. Зато си присутен, брат. Може. Оти ако може. се насочеше можи кон една работа, ете конкретно на битбоксот, ако одеш Да, на да, тој да, левел, да. еве гледаш дека и тие што биле спремни други од Македонија ги нема. Како што Не се толку вели видливи. почитуваниот Брус Ли. Be like water, my friend. Be like water. Баш како што е теренот, така да Така си се ќе одиш. приспособиш Па да. и така ќе бидиш. Па и види, ти докажуваш дека си талентиран за сите работи што ги правиш, не е само дека Тоа го открив, знаеш како јас и од порано имав некој осет за нештата, ама знаеш, кој ќе си опкружен со луѓе кај што се смета дека конкретно едното треба да правиш за другото, не се мешај, ти ги има многу јаки таму. Тоа кај раперите најмногу го имаше. Јас пример имав осет за музика, тој период со битбоксот, веќе јас во 8 оделение почнав инструменталки да си правам. Почнав со софтвери за продукција, тогашно и со Fruity Loops се уште беше, Да, после да, во да. FL Studio преминато. во што во? Сегашно FL Studio, тоа FL е Fruity Loops. Fruity Loops. Старата компанија беше Fruity Loops. Првата програма што ја користев за музичка продукција, за битој праење, да се изразам раперски, беше Fruity Loops 5-ката. Тоа знам дека се уште беше 5-ката Fruity Loops, на тамошните 6-ката веќе беше FL Studio. И сите тие натаму паралелно и од Propeller Heads, Reason, таа важеше како демек од Премиум. раперите, ако ја знаеш Reason, ти си човекот, знаеш, демек, Тоа е тој ќе ни прави Доктор матрици, Дре. да. Доктор Дре. Демек ти си релевантен, овие другите што ја гибат хип-хоп EJ и што гибат Fruity Loops, не се нешто баш. Демек ова, а знаеш од што беше тоа? Демек Reason е тешка да ја научиш и од што е тешка ти веќе знаеш. Нема врска, да речам, интерфејсот е различен, можностите се исти. Горе-долу исти. Дали Cubase, дали Ableton, дали FL Studio, дали не знам Logic, Pro Tools, интерфејсот на сите му е различен. Седур Алатките поддржва се тие. VST, инструменти седур ги има тие моменти, продуктот крајниот резултат истиот може да добиеш. Скроз. Ти битно идејата да имаш. И са јас го имав моментот со праењето битој од 8. Битбоксот тука ми беше исто присутен, што тие две нешта ми поможија јас да ја имам замислата како одредена музика да биде, како може да се искреира, ама веќе и понатаму како да можат 2-3 песни да следат една после друга, што веќе мене ми даде слобода со диџеингот. Арнама, пример, јас можев да почнам и тогаш со диџеинг. Арнама, воден од тоа што го спомнав, не се мешај сега ти таму, ги има таму многу јаки, шајма сега ти терај го ова, знаеш. Да. Да, и затоа може покасно почнав со другите елементи, ама си реков, па шајма бе сега јас да треба да се ослонам на други диџеи, пошто имав ја замисла уште од порано со да се комбинира битбокс со инструменти, Така, битбокс со со работки, диџеинг, да. со работки, сега. Кој ќе не можев јас постојано да се ослонам на диџеите, да треба да дојдам до степен да ги чекам сега и да ми зависи мојата идеја од некој друг да очекам. Си викам, оти бе, чекај сега да треба јас овде да се водам по некои стандарди, некој што ми ги пропишал, демек не се мешај таму. Да. Оти јас не правам нешто лошо, ќе се пробам. Колку луѓе пробале, може стигнале до негде, виде дека не му оди, пример ќе прекини. Си викам, оти па и да не ми оди, ќе прекинам, знаеш. И си продолжи нештото си, едно во друго да си се претопва, да си. Кога ќе видиш денес во денешно време, вако ќе се осврниш, си во Скопје, како што кажавме, настапуваш често во Антанте. Се живеј, не велам дека од тоа само да се живеј. Дали од финансиски аспект вреди, покрај кефот и меракот што го имаш за нештото, вреди да одиш по сите тие настапи? Искрено, со добар маркетинг, нештото да се пласира постојано со труд вложен во маркетингот, да речем, и со постојано барање по локали, со, да речем, разговарање со менаџери, со газди, за да се да им прикажиш која ти е целта со нештото и да можеш да си го изведваш, реално да ти се зафатени четврток, петок и сабота, па ете и да не бидат четврток, петок, сабота, петок и сабота, само да стигнеш да ти се секоја недела зафатени, со музика се зема една просечна македонска плата. Тоа ми беше Мислам, муаветот. Просечна од страна на ако сакаш, ако почнуваш сега, пошто од страна на менаџери и на газди од локали,
ти ќе биш гледан како чекај, ти Кој си немаш ти? сега име Немаш. се уште. Не може има те плаќаме колку овие другите. Ако ти нештото го правиш може поуникатно, Да. поразлично, Не ти во размислува нивните така очи тие. си Бизнис. чекај, ти сега почетник Да. си, знаеш она. Да. Јас пример и да треба да одам да пуштам музика, Радовиш не ме знаат таму пример. За нив ќе бидам како чекај, ти сега почнуваш, Да, знаеш кој си она. ти? Или било каде. Е па тоа е тука проблемот што еве и со други гости дали биле музичари, глумци, небитно, стендап комичари го збораваме муабетот дека не се дава шанса од локалите, од места негде кај што можеш, како беше на крајот на филмот, откажа објектот, газдата на Да, објектот го откажа да, објектот, да, да. стихов на војување, од тој момент Сив дом. Сив дом, да. Сив дом од тој момент го сетивме дека оди надолу. Да, се разочараа, вистина. па- Колку може да влијај одлуката на тие сопственици на угостителски локали, кај што единствено таму можеме да го правиме нешто, тој ако ти го скрши филмот и ти ако добро, сите различна идеја и психа имаме, ама во просек многу може на удолници да затвора. Да, ама знаеш зошто ете на Ради таква реакција, знаеш. Кумбата вчера кога клал сторито за филмот, одма ми пиша како е филмот. Да. Јас му кажав се како дека е преубав филмот, сите тие работи, му кажам штета што не си тука на кино да го гледаш е многу подруго. Точно. Ти ќе го гледаш на YouTube кога тогаш или не знам. Да, Да го гледаш на кино е подруго. Настан што се организирал Сив дом за сте викнале артисти од цела Македонија. Да. Друго е човек да е присутен таму, јас друго е на тебе да те гледам на Рило и на Инстаграм. Да. Друго е да сум присутен. Дефинитивно, Вие ако немате скроз. место кај да творите, кај да за публика, вие тоа за публика го правите пред се. Скроз. И ако не дават шанса менаџерите и локалите, јас имам еден другар стендап комичар во Подеме сега, небитно кој, разговараме зошто во Битола не настапуваш. Па ни еден локал вели не е заинтересиран да ме земи. Точно. Јас не сум вели ни. И свесен сум и го разбирам. Скроз. Дечкото има Скроз страшен ми е хумор, познато. Скроз ми е поразличен познато. хумор. Да. И мене ми пишат, пошто ме гледат со него, се дружиме ваму таму, ајде кога, нема вели, во сите се јавив, никој неки. Да. Зошто една вечер да не искористиш за Не знам, ете, да речам, чудна е таа атмосфера во Битолата во врска Бе не е само во со Битола, сите. јас мислам дека не е само во Битола. За нас локалните, за За нас, Битола да. е малце почудно, знаеш. А и општо тој наназад е некако од Ама на назад знаеш што се правеше, не знам дали памтиш. Ќе го изнаемиш Пејтоно, Да. ќе го изнаемиш Зодијак. скроз. Значи ќе се изнаемеше. Имаше момент да вистина приуштливо беше да можеш просторија да си изнаемиш за ке се соберите екипа, си правите журка, ваша, да. И да е приватна, ќе дојдат 100 души, 50 души, Скроз. пак тоа ќе се види, ама денес е многу тешко. Да. Претпоставувам и штета голема е затоа што има многу дечки како тебе, како другарчето од стендап и многу други кои што тешко можат да се пробијат од ето, Да. такви Ама работи. ама не се откажуваме, да ти кажам. Не е Седур ретовен работа. Седур ми брчат во глата тие идеите што ми се гостите во глата сер ми Не ги Седур ми бркај, се нека седат. Седур ми е гужва уште хакарахикири овде, стрижена бричена се уште дур ми е во глата така со гостите. Ќе Ќе си си имам тел. надежда да ти кажам. Сакам сега за идеја. битбокс да ми кажеш техники, начини, како уствари, не верувам дека секој може да го работи, не сум убеден дека секој може да го работи. Се учи, За тоа нешто, да, се учи, ама не може секој да го работи може да го работи секој што има осет за ритам. за ритам. И ако можеш да тоа што го слушаш, од прилика да имаш идеја како би звучело да го извадиш ти, Значи да попросто од прилика да имаш замисла, музикален да си да, треба. да. Попросто Музика- речено. Абе, најпрво само да, музикален, ама доволно е минимален стандард е да осеќаш ритам. Така. Веќе натаму да, музикалноста е голем плюс, за да можеш и мелодиски да се изразваш. Ако си само со осет на ритам, ќе одиш технички само на ритам секција. Така. Веќе натаму со додавање мелодии, Ти со бас спомна линија. преге бас, нешто како што Да, почна, да. значи си имате и термини некои во Има. тие. Тие се земени голем дел од тие звуци, од основните се од звуците од перкусија. Бастапан, добош, чинели, фус. Баш како што си еден цел сет
Точно. за перкусија, Ама тука за збораме тапани, за сето. техниката. Да. Техниките искрено не ми текнува која како се вика, Не за имињата. Да. Техниките како е изводливо сето тоа, разбираш ти. Мислам, од моја гледна точка, најлесно може да се стигне до да речам добар резултат од вежбањето. Треба постојано да вежбаш на од гледна точка како еден музичар што ја чита композицијата за да ја вежба. Пример, одиш, паралелно ќе одам еден виолинист, ако треба одреден дел да го исвири, а прв пат се среќава со партитурите и се оди такт по такт. И ги вежба прво бавно. Така. И после со текот на времето ќе забрза побрзо. Така исто и со битбоксот. На почеток едноставен ритам од бас тапани и чинели, само и сега ќе си додаваш дополнително. Така. И веќе натаму и со брзина. А дали можеш да испуштиш звук и истовремено и од носот и од устата? Има некоја таква заебанција? Има тоа во привремено се префрла, да речем, во предниот дел од устата шуплина, се префрла битбоксот тука, површински се прави. Наместо ќе дојди. И сега во тој момент носот ти е слободен. Да. Сега не знам дали ќе можам малце подзарипнат од вчера Виска да ми ти тураме на виска. Може да подмачка. Да подмачка. Таман за од Икеа. Да, од Икеа салатата. Да, ова е од вчерашната еуфорија од филмот, малце подзарипнати и сето тоа. Пример, тој момент со и така натаму. Така? Да. Тоа ми беше прашање. Да. Веќе носот е слободен, таа техника ја имат дувачите што свират. Има момент кај што можеш да видиш дали кларинетист или саксофонист одредена мелодија без прекин ја свири, кај што не зема воздух. Не го осеќаш кога ја зема. А тој без прекин си викаш како може би овој 2 минути не зеде воздух, ама тоа веќе до моментот површински со истиснување земаш паралелно низ носа. Тоа е веќе техника ми е зборуваш. Да. Во кратки црти да го сумираме, треба битбоксерите да слушат многу тапанари за ритмиката да можат да ја дефинират и да пратат такви техники што се на дувачи. Таму со тие техники веќе може многу да напредни битбоксерот. Тие се еден вид на дувачки техники. Знаеш, е интересен настап видов, тој е постар може настап, французи на коне се лажам. Джозеф, ако е тој крупни. Не е крупен, еден на овие Britain's Got Talent некој шоу беше. Така. M2K, M2B, така да не беше. Може. Не ми текнува, ака дури ги имам и некој заборавен од тоа време. Тој почнува пример прави 2-3 звуци и во исто време ги снима. Да, на loop station. На loop station, после тоа си продолжува, тој нови вади, нови цело време некој 10 пати и иди една композиција, брат, да многу јака. Тоа најпрво го слушнав со DubFX, уште од порано 2008-2009. Паралелно DubFX го правеше тоа нешто со лупер, кој што тој си имаше негови авторски песни, тој поќе беше да речам како рапер, писател, ама и битбоксер до одредено ниво, не беше некој за такмичење да речеш со толку вештини, ама креаторски беше композитор човекот, вистина. И знам дека првите видеа што му гледав, тој на улица баскинг кај што прави, кај што настапва по градо и сегде по плоштади. Тука женската тогашна жена после му стана, таа му ги раздава на публиката и на тие случаи минувачи албумот негов, демоата негови, а тој во моментот си изведва композиција на лице место, што си има маркетинг. Да. Тој знам го има вслушното и Бирдимен, кој што еден настап од 2008, знам таа техника што ја користеше, тие апарати толку бев загреан
за тогаш да ја купам, Арнама финансиски бев шворц. Ама тогаш сите бевме брат, шворц. Да, и си реков сакам натаму кој ќе можам да печалам пари, да си тргам за тоа нешто. И долги години ми излегваат други давачки, сетото, никогаш некако до пред една година не успеав да се снабдам со основниот инструмент. Значи тој инструмент на битбоксерот му е на сегашниот битбоксер му е неопходен. Исто тоа ти е како да сакаш да си хаусмајстор, не имаш бормашина, што хаусмајстор си ти? Или да си стендап комичар Не можеш без пукерачно, не можеш пукерачно. Ти треба пиштол, бормашина, она. Пред една година ти се пофали на интернет, на стори дека си купив некаква опрема што тебе ти е како дете. Да, таа е таа. За тоа се работи. За тоа се работи што од 2008-2009 тоаш се заинтересирав за тоа нешто и ги теравме со Роберто и со The Street целото, со Виктор, со сите, ги теравме идеите некако без тие алатки да речам, малце на потешкиот начин, ама си ја имав јас идејата и желбата за понатам, кога тогаш мора да окупам, си викав. Ама знаеш како? Ти го цениш нешто. Зошто го цениш? Сега ќе ти кажам. Јас сум експерт за се. Точно. Ние бевме генерација што фативме време во кое што за да дојдиш до нешто беше многу тешко. Дали од финансиски аспект, дали од го немало, ти можеш да имаш пари, ама го немаше тука. Во филмот исто како што каже, поврзавме микрофон на касетофон, така на компјутер и можи. Овие во денешно време генерациите не го знаат тоа чувство какво е. Не го знаат, ние бевме во тој. Тато сака микрофон, му купува татко му дома микрофон, му купува лаптоп, што и да е. Мислам, тоа не е нешто да обвиниш, него такво е времето. Ние зато поќе ги цениш работите. Да, ние го фативме моментот од да наречам нормалното време стандардно што било на назад, што немало толку електронско дигитален развој, веќе почна, ние сме во периодот кај што дигиталниот развој веќе од нула веќе стигна до огромно ниво до денес, кај што нас ни беше на почеток дружбата и творењето и сите идеи мораше пешки да ги правиме. Да. И после ние уствари растевме во развитокот на дигиталната креација. Точно. И веќе покасно ние ги фативме телефоните и сетото. Ние сега се заразивме со ќорење пред телефони и пред компјутери покасно. Мене ми е многу криво за сегашните генерации. Да, тоа го велам. И за другарството кога правиме муавет, лојалноста ја спомна некој во филмот, верноста. Да. Денес искрен да бидам, за денешниот генерација зборам, тоа не го гледам јас. Затоа што не поминаја такво време како што поминавме ние по 30 души во парко, рапери, металци, имало и тепачки. Да. Имало и тепачки, ама пак се знаело друштвото кое е јадрото, се правеле работи заеднички. Точно. Денес го нема. Го нема. Нема денес и штета. Биле дефинирани тогаш и некако и се гледале јасно границите кај се, шо се за дружење, за кој кај припаѓа, тогаш ако ти текнува и во кафичите, имаше поделба. Таму одат кремците, ваму одат алтернативците, ваму одат големите, ваму одат малите. Да, апсолутно така. Сега претопено е све. И сега се може кремци. Сега и раперите сега мешан, да. Со фармерки со кашули, ме разбираш. Тогаш памтам во Спајка одевме кај Спиро Гојдото го викаја, Спиро. После беше Хеван. Ние бевме 30 луѓе друштво од Буримечка, од Центар, од кај немаше луѓе од сега, рапери тогаш. Да. Повеќето бевме. Во Спај, не знам дали одеше. Спај не го фатив помост. Која генерација си ти? Тука од 87-ма. Па јас 91-ва. Па тука Линкин Парк, па Еминем, па 50 Cent, сите тие екзибити што ги спомна беа од тоа време и имаше една дружба, имаше кланои тогаш. Имаше. Имаше кланои, ама се знаеше. Па тој конкретен момент поделени, јасно граници поставени, со тоа беше јасна и сликата, знаеш, некако кој кај припаѓа си се филтрираше, си наоѓаше. Јако беа ривалски, си имаше почит. Ама и битно ривалството. Те држи во... Точно. Па затоа имаше лојалност, затоа имаше другарство. Те држи да си
под штрек. Под штрек Знај, цело време. Фали тој штрекот сега, Да, ти млитаво е. Скоро се Без млитаво. без штрек млитави стануваат луѓето. Точно. Мора тој штрекот да го има. Сакам да те прашам и за твоите чувства после филмот, ама мора еден джингл само, нема да биде пауза долга. Еден джингл, тука ја сакам нешто со салатчето да го поставам. Да не биде од Само Икеа, еден да джингл биде и се стандардно. враќаме, може Кико да сецниш? Да, ај сецни. Ете, кратка беше паузата, беше еден джингл, колку да си ја спремиме салатичката од Икеа. За да не биде од Икеа, да си биде стандард. Да си биде стандард и многу ме интересира. биде склопена. Може да си зрнкаме. Ние ги имавме елементите, ни требаше само една штрафилица и Ами неколку заедно штрафови. зубото да ни дојде. ај добро ве најдов, Бра. многу ви е убаво овде. Многу ми е убаво. Фала што ме поканивте. Ќе дојш лайв Ќе- да правиме некој ден? Обавезно. Ќе Може. видам и почесто. Дури Види. после онака дерман да се немало од овој ќе речиш. Од тебе никош не ми е доста. Никош не ми е доста. Знаеш како ни тргна муавето, не знам дали се сеќаваш, може некој ќе се налути, ама ич не ми е гајле. Муавето беше со дебелата во друштвото. Бо. Имаше една изјава, толку е дебела, што има на Инстаграм 2 профили, оти во еден не ја бери. Абе. Да. И ако е на емисија, сега сигурно нема да биде толку емисија колку ова е, ама на било каква емисија, пример, на Утринска. Сител, малце ќе биде и во Телма. Оти Ќе не ја прави бери. фрла. Е така ни тргна на смавето ствари. Жди ми се. Та ти ми изјави беше не знам, јас цела вечер умирав од смеј. На сите му. Е, многу убава вечер таа, жи ми се, ќе си ја памтам, оти многу природно некако, Природно си природно, дојде, да. брзо, спонтано се исподеси дружењето вака да кликник што викат. Точно. Да. Сега ќе те прашам за твоите чувства после филмот. Не е мала работа да си дел, не дека од филмот си дел, туку си дел од целата една култура што имаше Битола на тоа време и од кога изгледа филмот, од кога ти се врати, јас претпоставувам, сите спомени Многу. што си делувал, што си се дружел и што се... Ко си ојде вчера, пошто не можам да те прашам ко си ојде са бајле. Абе, ете, Немаше време да се Немаше. совземиш. гледај, до тој степен мене ми се соживаа цело битие со филмот. Рачен филмот Како се става? евоцира, да си јадиш, ние за тоа ги онаквавме. Така, Еве, дами и витамини. господа. Ова е Многу е уба. најбитен витамин С го има во зелена пиперка, знаете. Купајте ви ја по 1000 Знаеш, многу е префорсиран лимоно и кивите. Во ова е најмногу витамин С, ако не знаевте. Кевичацаве пеперкари. Да, пиперкари. И толку ми се во цело битие ми се евоцираа спомените што тие спомени беа од времето јас кога бев пубертетлија. Дури ете ви дојдов јас со бубулици овде, ми се врати пубертетот толку што се соживеат Абе со... не ни се со 4К филмот. камерите ќе ја покриеме. Не кажувај. Не, ако. Не се криеш. Има момент за занимација, маваш овде, пао, мава на објективо. Да режија да забрижи на она. Визде ко бубулице. Ко беше? Знаеш дека јас знам бе битбокс. Да? Да. Ајде. 1, 2, 3 и 4. Види го, Така? може ништо дуо организираме Не наредно. брат, јас треба да учам, ама Наредно? не ќе да учам, не. Ќе договориме кај Трајче Безистен. Тој ќе без. Обавезно. Таму ќе ме Обавезно, подготвиш таму малце. и плюс и бакшиши ќе фрчат. Викаш? Сигурно. Ама нешто шабанајзарско да Ќе му сврти. договориме скроз двајца со микрофони и то момент на настап онака баш како на Цветници 96-7 со онака со да си го играш малце и кабело од микрофонот. Така ќе му Да, направи да. филмот. Да. Зато И то бакшиш микрофонот фатен најдолу вака и како исправен како бастун да имаш голтната. Бастун да имаш гол на. Да исправен ваков и нема наведнување, ништо такво. И за чувствата зборавме, многу избегавме со. Да, малце го Може кажав тоа со бубули, ама вистина, Знаеш, од се крастајче, вратив Може крастајче да си кажам? скроз, ама и доматче. Аби доматче. Ова е Во моје. скроз. Да. Ми се врати цел тој филм визуелно, дури почеа да ми се враќаат некои ситуации.
Не само од тоа што го кажав јас. Јас и дури, знаеш како, еве и ова сега што го збораме. После по некој ден ќе заборам што имам кажувано, Не, знаеш. точно е тоа. Тогаш кога снимавме, знам дека јас кажав некои работи, не ми текнуваше што јам кажам. Ко се сетив сега, си викам, да бе, вистина, знаеш, и и другите ко се надоврзаја со некои тврдења што вистина ми се вратија некои и настапи и ко видов и слики од не знам, од Бас Фест тогаш, од Ексик Фест што беше и во Зодиак и од и Император и сегде ко се случува, си викам ова беше силно многу веќе. Многу и то баш во тој период човек кога ќе расти, знаеш, во периодот на пубертет, што викам, до тинејџерството, во тинејџерството кога се случваат такви големи случувања, се многу битни, мислам, остануваат како впечаток до краја на животот и тие те дефинираат некако. А остана во контакт со дечки што беше поблизок. Да, до ден денес, ете, си имае случајно, тоа беше како најавна журка и предходно во Везилка, имавме направено еден како, ајде, пробна, да видиме како ќе помини, не беше во врска со, мислам, тоа беше во периодот кога се снимаја кадрите, пошто филмот се снимаше година и пол дури да се најдат сите луѓе, сите раштркани сме кој странство, кој тука, ваму таму. Во тој период беше идејата, ајде да направиме една таква журка со битолски рапои што ќе бидат пуштани вечерта, знаеш, да се собериме сите тие што ќе бидеме од филмот, беше така муабетот. И дојда полојна, тие што може да дојдат, некои може нема интерес да дојдат па не дојда, некои беа зафатени, знаеш. Ама си се наоѓавме неколку пати, знаеш, во почести средби сме, ете, со Генго, со Кичо, за некои идеи такви. А иначе вака од групата што бевме порано од Никтофобија и од Урбаниум, знам само некогаш на Инстаграм нешто лајк ако се деси ова. Да, или ако се сретниме кој дојдаме еднаш на месец и пол Битола, ќе се најдеме негде камарите, джез, ваму таму, Јагода. Знаеш што би било убаво? Ајде. Убаво би било вие сите што бевте може од филмот, што има и други кои не биле во филмот, да организирате еден голем настан. Голем настан. Да. Кој што ќе бидите сите. Ти знаеш зашто ти го велам ова? Бевме кај Мими на прослава за не знам колку години од студиото правиш, извини Мими, не бев, многу сум слаб со бројки. Шабацо беше. И Шабацо и Марија Станковска, поздрав до двајцата. Поздрав. На микрофон си ги пеја, Шабацо си раповаше, стари песни што си најнивни. Многу. И Шабацо е во одлична кондиција во како неофицијален караоке момент има. Да, ама знаеш, од авторските авторските малце од момент кога си бил некогаш дел од нештото, си велиш овие дечки сите да се соберат еден ден и да направат еден концерт, дали било на ракометно, дали било офицерски. Јас мислам дека тоа ќе биде еден страшен настан што ќе се многу. Ако успеете тоа да го направите после филмот. Ние и вчера после филмот, пошто после филмот беше афтерот во камарите, после камарите си продолживме со дружба догај 3-4 сато са бајле со муабети за како било, шо било, сега како би било и натаму, да, баш. И реално, мислам реалниот заклучок што го донесовме беше тоа дека ајде сега со филмот беше голем проект кој што беа вклучени сите. Па ради тоа нешто, атер за филмот, дојдоа сите и на забавата. Так. А вака само стандард да се направи таква забава, ќе биде резултатот како тоа што се деси Везилка, пола ќе дојдат, со мисла дека, знаеш како, сега се случва ова, наредно таква забава ќе имам по месец-два, веќе кој му се представи дека ќе може пример по 2 месеци, по 3 да биде истата, тие ќе си се олабат во идејата, знаеш како демек, овај пат може ја и нема дојдам, наредно ќе дојдам обавезно. Јас знаеш зашо мислам да ги привлечи моментот дека можат да ги рапуват, да ги пеат старите песни. Со вашите од сите што бевте дел од време и од групи. И од тие вчера што ги имав и пуштено. Да, јас и вчера ко пуштав дел од тие песни ги имав забораено некој. Ко слушнав како звучи на озвучење, некој од песните што ги имав забораено. И тие плюс ме вратија тоа време. Така. И сите ги вратија што беа присутни, знаеш. Точно, па тоа ти раѓа една носталгија и еден таков настан да се случи, јас мислам дека ќе биде многу успешен. Од моја страна со две раце сум потпишувам со две за тоа нешто. Скроз, мислам сакам ептен, имам надеж за тоа, ама ќе речам
сакам и таа надеж и идеја да имат и другите. Знаеш. Да, апсолутно не можеш сам. Неќам да бидеме само два тројца што ќе туркаме, другите Да, ајде тргај ги, Ти се работи за ајде. доста Како луѓе. еден вид на ќе од ви дома ги најдеме тргаш, да. Се извинувам, емо перики ќе најдеме. Аха. Како ајте сите емо перики. Скроз. Ќе ви како што беше баш Да. на времето Кичо. Најпредставителни за тој стайлинг беа стиховно војување, голем поздрав до нив. Да. Вака чисто. Ајде малце да се нашалиме што А, рекне. И уште нешто, сите тие песни од различни бендови, од различни групи, групаци, како што ги нарекувавте и во филмот, пошто се мешаја, да речам, многу луѓе. За да си се потсети човек, можат на интернет да ги најдат на YouTube. За да знаат што збораме. Дел од нив ги има. Дел се некои тргнати, ама уба идеја ми даде за тие што ги нема, да ги најдиме и музиките и видеата да се преобјават наново. Некои од Пример, тие да што ги нема. отворите еден канал, сега Да. јас си зборам може глупости ќе речите вие, ама јас што Не, сакам- тоа си е, што тоа е сакам да ти супер кажам. идеја. Мора да има архив некој, знаеш. Архив, отварате еден канал. Да. Дали било стиховно војување, Сив дом, и колку групи се спомнаја Да, во филмот, да. било како, цел тој материјал, сортиран убо, во Да. еден канал, да остане еден спомен, брат. Баш, Значи сега се распрчкани, предпоставувам. Има и на Dreamcast нешто. Да. На Dreamcast има спотои. Тоа ќе биде одличен проект. Нека мислам. биде и Знаеш, ваш како замисла многу издржана, многу солидна е таа, ради што пример што ги видов во филмот вчера, Мегабайт групата од 90-тите. Јас реално неам слушнато од нив песни. А не ни знам дали ги има на YouTube. Точно. А сакам да ги Така. да се најдат, дали некој на CD-ња ги има, дали ако ги има на касета, сега барем има технологија од касета за дигитален формат. лесно е сега, Да може да се прообјават. Затоа што Од Beat School многу малце песни има, од Битола Кру знам дека само неколку ги има, а сигурно ги имат MP3-ки по нечии компјутери. Тоа така заглавени се негде по фјоките што се вика, во туѓи компјутери негде, некој ја има MP3-ката. Да. Јас и песните што ги пуштав вчера на пред забавата и на афтер забавата, јас ги добив од луѓе други, значи јас не имав, не можев да ги најдам. Точно. Знам дека Кичо, благодарение негово и на Васичо, двајцата знам дека тие имат најголема датабаза од тие песни од тогаш, знаеш. Ама има се уште и други што фалат. Знаеш што, оние беа снимки многу убави. Од настапи, аматерски снимки, од настапи во андерграунд места, Да, само црно, микрофоните, сцената, скроз. публиката, тој доживлеј, тоа чувство и убаво е такви делој Да. да ги има негде за да може да се гледа. Баш. Тие ќе бидат едно вечно подсетување на нечија младост, на нечи живот, на сите Многу. кажа дека тоа го Тие, одбележи знаеш, нивниот живот. Може да се на некој начин да се изведи во формат. Знаеш, денешно време голем дел од популарните артисти, ако не ја објави песната со спот, може да ја објави со лирик видео или да ја објави со visualization. Абе се ќе Со седнеме тој овде моментот ќе се со снимаме. visualization можеш да го изведиш да би претопување на сцени и слики и видеа и моменти од настапи, сето тоа сумирано во 3-3,5 минути колку што е песната и за неколку такви песни различни такви изведби се десат и да биде момент што ќе те враќа назад скроз. Точно. Затоа А не е некоја тешка работа во денешно време со Само AI, времето е, брат. со AI Само се времето прави. е проблем, не е дека ќе седни некој тешко му е да го направи, сите се Да, со свој временски живот, вистина, со своја трка, вистина. со животот, Да. тоа е само проблемот, мислиш. Не, мислам реално и ова што го збораме сега, јас многу сум свесен дека кој си одам дома, кој ме потиснат од врските, да, и ќе тие, забориш. мислам, нема да заборам, него цело Не време ти е ќе ми во биде, листата чеј са приоритетна. прво ова да го завршам и она, Да. ќе видам за што можам после нешто да одвојам време. Денес не, утре не, ќе плюс други активности излегле некој Да. плюс. Ама тука си е, мислам, Добро, еве јас од си ова стои- страна како да. публика ви кажувам што Да, би било да, убаво да да, има. да, да, А, скроз, вие се ако скроз, сакате, ако не иките што Скроз, да мислам, еве, ова да си остани како материјал за подсетник постојано, да дури ќе се заангажирам да
ќе добијам од вас Сакате исечок. јас еднаш месечно да исечок? ви рингам на сите да ве Да, подсетам? овој исечок што го збораме сега од неколку минути, Ќе го цело направиме. време да го направиш во луп видео од 1 сат. Сат. Да, и со нека Да направиме, да направите, да направи, да. Супер, Да. одлично. Сега да ти кажам право, можеме ние да збораме до задутре. Да. И Има за многу би зборање сакал многу. јас да се дружиме многу почесто, штета Скроз. што си во Скопје. Абе ќе направиме и втора епизода и Ќе трета. направиме. Може и по инаков формат да биде. Мојата желба е да. да имам лайв, 100 пати го велам тоа, меѓутоа не можам временски да постигнам со лајвот. Така. Лајвот сака сред недела работам втора смена, како и да е. Да. Ќе направиме направиме. исклучок некој ден. Обавезно. Ќе поканиме и други дечки од екипата. Можеме сите така да направиме еден многу добар муавет. А сега откако ќе ја затвориме емисијата, јас сакам со мезето и со пијачката на цигара да запалам. Да си биди се Огнен не велелепно. пушим, да, Да си биди велелепно. Јас да. Да си дојадам доматчињата, Скроз. крастајчето Да убаво. се осетиме малце таков мераклиски, џумбушлиски момент. Џумбушиски момент, точно. Есновски. Многу убав муавет си Ептен, направивме. Фала ептен. ти што ме испочитува и што Фала дојде. што ме покани и што ете, но секогаш ми е мерак вака во убава атмосфера и И во во својот дом. скроз, ама Да. и со луѓе што се осеќаш толку комотен да можеш да си збораш најприродно, ако човек кој ќе е најкомотен е највистинскиот. Точно. И излегват најчисто муабетите, баш како денес што посведочивте. Точно, ама за на крај не ми кажа, преге не ми одговори на прашањето. Што Да. мислиш за утринскиот секс? Тоа зависи кога како. Од што зависи? Од претходната вечер колку имам заглавено. Дали може? Па добро, може и пладневен секс да, дојде. за тоа може, за може, пладневен. Ај, утрински оправдано, Па оправдано. добро, види, сега си тазе женет, Господ ќе ти даде дечиња, ти реков, Амин, рече, дај ќе Боже. стануваш, Дај Боже. рано ќе стануваш, па Така некојаш си ќе е. се деси, ќе ги оставите кај баби и дедовци. Баш, ова, она, баш. Ета вие искусните ќе кажувате такви tips and tricks, што да правиме како. Не кажувам јас. Нека- ништо. Да, Јас секој со својот живот. Секој со Секој свој со живот, свој, ќе да, речиш овој ми со се својот меша, ми товар. кажува, ми Да, филозофира, да, се прави памет. Ќе се лути жената после. Да, Оние тие полнат глата, поќе не те пуштам да се дружиш Ќе со ме нив. мрази. Нема поќе битола одење ќе тука котвите Скопје со ланци и нема мрдање. Нема бегање. Топ. Дечки, се Да. надевам дека преубаво си поминавте и вие. Јас си поминав преубаво со Огненчо. Ќе се А гледаме јас сум пак. ше поубав, ми Ќе се. поубаво. Да си дојадиме тоа што ми е мезе од Икеа Да. донесено. Со вас се гледаме за една недела. Чао. Peace.